Емо, некако си имам препознатлив звук на најавната шпица. Секогаш некако ме подигнува и предпоставувам дека кога ќе го слушнете и вие, знаете дека веќе започнува најновото издание на Фидбек. Веќе стигнавме до 6-тото издание, верувале или не, 2025 година, 19 часот и 15 минути, секоја сабота после вести. Инаку, ќе се дружите заедно со мене, Елена, ќе се дружите со Љупчо, односно DJ Брик, и ќе се дружите со нашите вечерашни гости, кои што ги одбравме на вистина по мерак. Тоа значи дека ќе имаме нова забава, ќе имаме многу музика, ќе имаме супер, одлични теми на разговор и се разбира се што треба за да пренесеме убава енергија во домовите ваши. Што да ви кажам, освен дека јас сега во моментов ке престанам да зборувам и време е да започнеме со емисијата. Останете со нас. Да, фотографиите веќе ви ја открија мојата прва вечерашна гостинка. Станува збор за една прекрасна млада дама, успешна во тоа што го работи, наша модна креаторка или дизајнерка, не знам кој е поточниот збор, кој што успешно и долго време работи веќе на својот бренд. Меѓутоа нема јас многу да зборувам за неа. Ќе ја представам прво Олгица Георгиева. Повели Олгица, дали може режија аплауз? Здраве! Здраво! Како си ми? Благодарам, добра и навистина сум среќна што сум денеска ваша гостинка. Апсолутно, и мене ми е многу драго, посебно што секогаш кога имам вака квалитетни убави луѓе во студио се радувам, затоа што знам дека следува и квалитетен и убав разговор. Се надеваме. На почетокот, Олгица, секогаш одиме со малку понеформални прашања за да ве познаеме од малку поинаков агол. Па би сакала да прашам каков е твојот старт на денот? Мојот старт на денот. Јас сум човек на ритуали и обично си практикувам 2-3 сати да имам слободни кои што си ги посветувам на себе пред да започне работниот ден. Така да мислам дека во тие 3 сати успевам да направам неколку работи кои што мене ми се битни за да имам мирен старт на денот, да не почнувам во стрес. Понекогаш е тоа читање книга, чај, вежбање. Што убаво. Така. А како изгледа завршетокот на денот? Поради тоа што имам малку исцепкано работно време, сум малку пофлексибилна во тој дел, така да понекогаш знае да трае долго работниот ден. Најчесто завршувам можеби 7-8 и после тоа остатокот од времето го посветувам колку што можам за себе. Релаксирано, така е. Радовиш или Скопје? Радовиш ми е асоциација за одмор, бидејќи јас потекнувам од таму. Скопје ми е асоциација за креација, за создавање. Тешко е да одвојам, затоа што различни емоции се во прашање, меѓутоа сепак би рекла Скопје. Да, веќе живееш овде. Затоа што долго време сум веќе овде и некако... Гучи или Прада? Или можеби некоја трета модна куќа? Гучи. Добро. Модна ревија или модна фотосесија? Зависи, различно е. Различен ефект има. Меѓутоа, еве да речеме, затоа што можеби има малку повеќе еуфорија, нека биде модна ревија. Добро. Инаку да напоменеме и на гледачите дека всушност ние за прв пат се запознавме на твојата прва ревија. Модна ревија. Да, кога комунициравме, јас посебно ми беше драго затоа што на мојата прва ревија, тоа беа почетоци каде што се уште никој не ме познаваше, буквално прва ревија, со вас го направив првото интервју. А со гостинот првата шминка. Гледаш како некако се поклопуваат работите. Да, и навистина се радувам што ме вративте вака назад на моите почетоци, една ретроспектива за мене. Убаво. Што повеќе ви исполнува, процесот на работа или финалниот продукт? И двете, меѓутоа процесот на работа е еден посебен процес кој што има една магија во светот, да, една посебна енергија која што навистина е битна за секој уметник и мислам дека секој уметник би ме разбрал што значи тоа процес на работа. Така. Така да.
по автоматизам доаѓа продуктот на крај веќе ако си инволвиран во самиот процес. Повеќе сте фан на висока мода или на стрит вајб? Нешто измеѓу, меѓутоа повеќе висока мода. Добро. Денско кафе или пијачка навечер? Со оглед на тоа дека е сабота навечер, морам да го поставам и тоа прашање. Денска пијачка. Мислам денско кафе. Или денско кафе. Нека и пијачка, тама може да, апсолутно. И тоа доаѓа. Препознатлива сте по вашата долга коса, вашата виткана коса. Тоа некако за Олгица е, да, личен печат. Меѓутоа, си посакала ли, на ти, може да се обраќаме, апсолутно. Си посакала ли некогаш права коса? И дали некогаш си ја исправувала косата? Сум посакала, сум ја исправила, не сум се препознала на фотографија. И сум одлучила дека се пак дека си пак витканата коса е тоа. Креирање на облека или на чанти? И двете. И двете. Да. Добра. Оле ти благодарам, се гледаме на позиција. Хвала. Апсолутно сум сигурна дека веќе го препознавте и мојот втор гостин. Со сигурност можам да кажам дека го знаете, бидејќи станува збор за еден од нашите најдобри мејкап артисти. Човекот кој што не само што е добар овде, туку веќе го бараат и надвор. Јас знам како сето тоа изгледа. Има искуство со наши звезди, има искуство со странски звезди, има искуство со шминка па веќе долги години. Има и свое студио во кое што работи повеќе дејности, меѓутоа за тоа ќе го прашаме лично него. Станува збор за Александар Билјановски Дадар. Дадар, повели. Како си ми? Супер, како си ти? Многу ми е драго што си ева овде. Некако се собравме баш онака позната екипа. Точно. И драго ми е што ќе си поразговараме. Благодарам на поканата. Најпрвен сакам да те поздравам тебе и гледачите. Да ви честитам нова година и среќни божикни празници. Ова е едно прекрасно време и навистина ми е драго што имаме прилика да се подружиме денес. Исто како со тебе, така и со Олгица. Морам најпрвен да го пофалам тимот, бидејќи навистина сте одличен тим и вака се е убаво организирано и безпрекорно. Тоа ретко може да се види. Така да ми е навистина драго што и оваа сабота се дружиме. Што убави зборови. Еве и ние екипа слушнавте? Ете така да се знаете. Браво за екипата. Навистина ни значи и верувам дека на целата оваа екипа овде и значи. Одиме прво со неформалните прашања, па ќе ти го поставам она неопходно прашање: мејкап или фризура? Мејкап се разбира. Дефинитивно. Иако во доста како термин и фризурата спаѓа под мејкап, дури една бемка ако нацртате на лицето е мејкап или една плетенка како направите, сето тоа спаѓа во иста категорија, е мејкап. Меѓутоа шминка како шминка на лице секако е проеден за мене. Колку години го работиш веќе ова, Дадар? Па многу. Искрено веќе и престанав да бројам, бидејќи можеби 22-3 сигурно се занимавам професионално со шминката и Браво. Тоа е искуство. Наскоро не планирам да престанам. Тоа е големо искуство навистина. Што повеќе сакаш да работиш? Дневен лајт мејкап или оно вечерен глам лук, да речеме? Добро, ние сите шминкерите дефинитивно го одбираме обично оној погламорозен изглед, меѓутоа секако дека мора да се приспособиме и адаптираме на приликата и за која што го подготвуваме моделот и најчесто тоа е некоја златна средина или компромис. Секако треба убаво да одговара на лицето се што ќе направите, да биде соодветно на приликата, на облеката, севкупниот стајлинг, фризура и слично, меѓутоа највеќе е важно да одговара на карактерот. Така да сметам дека шмингерите не треба да имаат, јас имам омилен стил, меѓутоа треба да сме се прилагодат на лицето. На се да сме подготвени, Така е.
Што правиш најчесто во сабота навечер? Сабота навечер најчесто одмарам, бидејќи Преку недела се работи многу, преку недела претпоставувам. се работи и за викенд се работи многу, мојата професија е Така е. таква, така да не сум човек кој што многу често излегува во град, посебно не навечер и така сакам да си одмарам. Релаксација, така е. Меѓу другото, кој е омилен тогаш вид на релаксација? Омилен вид на релаксација, па тоа е, ајде да кажам, често пати гледам туторијали, документарци, поретко читам книги во последно време, некако концентрацијата... Со Netflixот се заразивме Фокусот и сите. концентрацијата е намалена, баш поради оној брз живот кој што го имаме. И секако, моите внуци се тука на високо прво место и сакам со нив колку е можно повеќе да се дружам и секако со моите блиски луѓе. Работа на проект од типот на филм, спот и слично или секојдневна работа во студио? Некако повеќе сум наклонет на секојдневната работа во студио, бидејќи сретнувам многу луѓе различни, радуваме многу луѓе, им го менуваме животот во наводници. Така е. Со нов стајлинг или совет и слично, но не е исклучено, нели, работата на проекти, спотови, филмови и слично. Така да, не знам, мислам дека Во дефинитивно студио, во сепак. студио, сепак дури ги малтретирам, нека ми простат пејачките да доаѓаат во салон, да не морам да одам јас на терен, бидејќи Така. едноставно сум доста зафатен. Mac или Max Factor? Јас сум љубител на мек долги години. Добро. Немам ништо против Max Factor, се разбира, Апсолутно. но едноставно повеќе по-професионална козметика е Mac Cosmetics. Така, летен или зимски одмор? Летен, дефинитивно, секогаш лето. Дури во зимо одам На летен такви одмор. дестинации каде што Така е. има сонце. Биткана или права коса? Со оглед на тоа дека Олгица ја испративме како вака една наша лавица овде. Знам дека и ти имаш така некако и мене виткано, ми е полувиткано природно виткана косече. косата. Па зависи, нели, од модата, некогаш беше онака баш права мода, права коса во мода, па ги пеглавме, кога и не постоја пегли за коса, јас лично ја пеглав со обична пегла за пеглање, па така и сите мои другарки ги научив, ама на вистина тогаш беше модерна онака пушка права коса. Додека денеска кога ми е вака пошишена, да кажам, пократко и шишена косата, ми е скоро права, така да немам против и едно и друго. И едно и друго. Што те прави среќен? Што ме прави среќен, работата, мојата фамилија, моите блиски луѓе и највеќе патувањата. Апсолутно. Во однос на тоа можам да се служам комплетно со тебе. Дајдар, се гледаме на... Се гледаме за позиција. кратко. За кратко. Keep the fire. Брик, Браво. како си? Одлично. Ќе ме биде за Одлично. пејач? Ќе те биде, Пејачка. те бива више. Готово. Јас реков продуценти тоа се нека запишат таму дека можеме и да пееме. Па може, зашто да не. Еве, за фидбек една песна да ми измислат, таман. Ти миксаш, јас пеам, Спремни, готово. имаме тука бенд цел позади. Таман Цела ќе екипа. бидеме. Во новата 2025 веќе ни се направи специјалист по стоматологија. Бидна и тоа. Бидна и тоа, јас ти честитам од срце и Благодарам. тоа значи дека ќе може да правиме заби кај тебе или ќе слушаме само музика? Па може и двете, што да не. Комбинирана. После Преку журка, ден, преку после журка ден. идеме во ординација. Апсолутно се служувам. Значи сега веќе да не се прашувам каде ќе поправам заби. Нема дилема тука, се Добро, знае. добро. Што ќе слушаме денес? Па денеска сум така расположен за хип-хоп, че од 2000-ти тука, тој период 90-тите, 2000-ти. И во старт не разигра некако, Да. ние со гостите си почнавме да се џускаме, така да мислам дека имаме добар старт и дека имаме добра музика. Кажи ми, прашање некој имаме подготвено за гостите? Имам. Да. Имам секое време. Знам, нешто со музика ќе биде поврзано. Класика. Нормално.
Кажи ми, кога пушташ музика, која била најлудата нарачка што си ја добил? Ау, не можам да се сетам, многу ги има. Секако цеца влегува. Ама се случува? Леле, не, и тоа се случува. Нормално сега. И како ти кажат, извини, диджеј, може цеца да Не ми ја вика пушташ? веќе извини, не замолува веќе никој, само дојде и ти вика пушти ја цеца. Толку. И ти му викаш дечко или девојче, ако сакаш, напушти го локалот. Што да? Тоа е. Се има. Добро, ти се случило ли некој да ти залепи некоја да. пара, да ти остави вака на Сега поново ми ги редат вака на лаптоп. лаптоп? Видиш, тоа е Како беше нека. најмодерната, да. Ако добро. Види па сега кога немаш нешто на што да свириш на ова, ќе го закачат на лаптоп, модерни времиња. Така е. Подобро отколку На чело. начало. Супер. Брикси се гледаме, ти ќе ни гледам. пуштиш одлично музиче и јас се Ајде, ви разбира си уживајте одам кај сега. моите гости. Да си продолжиме со нашиот разговор. Може би, јас ќе го кажам поофицијален, ама ние никогаш не сме толку официјални, така да Далеко од тоа. далеко од тоа, да. Олгица, ќе почнам со тебе, но секако прашањето важи за двајцата. Значи имам време да размислам. Имаш време да размислиш. Да, предност Олгица, си. мисли моја, прва си. Јас го скршив мразот. Така е. Не, за почеток сакам да прашам, на Дада веќе му го поставив тоа прашање, меѓутоа реално од кога датираат вашите почетоци во однос на љубовта што ја гаете кон тоа што го работите? Олгица, ти си со модата и со креирањето и со дизајнирањето, Дадар се разбира со шминката, односно мејкапа. Не знам ни дали воопшто има почеток од кога знам за себе. А љубовта постои. Не знам, често сум спомнувала, јас по професија сум професор по географија и таа љубов била толку голема, Хубаво. што јас Видиш, самиот тоа не сум момент- го знаела. Да. Баш интересно. Да, во тој период немаше факултети добри за мода во Македонија, не бе можност да студирам надвор и реков, окей, ќе завршам нешто да бидам нели факултетски образована. И во истиот ден кога дипломирав, јас во истиот ден се запишав кај Никола Евтимов и си продолжи со приватни часови за мода и така уствари почна мојата кариера. Љубовта се родила со мене. Многу од тоа што денеска го правам, јас дури не знам ни да објаснам како го знам. Едноставно го знам. Да, и така Да, тоа е интересно, кога Многу нешто интересно, човек дури јас носи во понекогаш себе. не знам да го објаснам. Да. Така Не, таа едноставно љубов- не може да се објасни. Тоа е талент. Талент. Не сум имала прашања по тоа што треба да бидам во животот и од денешен аспект, после се што сум поминала, само можам да си бидам благодарна на сама себе зашто сум издржала на овој пат, затоа што денеска сум потполно мирна, исполнета, среќна, знам дека сум направила правилна одлука. Ако ме прашаат некогаш дали постои нешто во кое што си сигурна дека воопшто не си погрешила, тоа е дека сум ме одбрала оваа професија. И интересно е, се поинтересно станува и сум отворена да видам што се ме очекува. Што понатаму, што апсолутно. Се така. уште сте Да. и двајцата и како велат во најубавите години, Млади, кога да. млади. Сите сме млади. Па добро, има Јас кога ќе кажам возраст не еме, не старееме. така. Тоа Имаме баш ми се искуство. допадна Да. тоа од тебе, да, дефинитивно. Апсолутно. Дадар, кога твоите почетоци рече веќе некои 20 на години наназад Повеќе. и може би и повеќе. Како знаеш дека знам сакаш да бев станеш? средно школа, кога почна да ме интересира сето ова, како што кажа Олгица, тоа е некоја љубов која што тлеела во мене. Може би не знаев дека сакам со шминка да се занимавам, да бидам визажиста, меѓутоа знаев дека сакам да менувам, да разубавувам. Често пати со сестра ми се смееме кога ќе не оставеа дома сами мајка ми и татко ми и кога се вратеа после 2-3 часа, не знам, ако биле на гости излезени, ние знаевме комплетно да го смениме распоредот во дневна, седењето и слично, малце да го направиме посебно ја, малце да кажам пошик. Така да секогаш сакав нешто да менувам, да правам. Најпрвин почнав со цртање, лица, потоа само очи. После тоа почнав да ги на тетратките на книгите да цртам секдека очи да ѕиркаат, потоа почнав да ги шминкам и додека веќе не почнав на моите најблизок круг, да кажам, сестра, роднини, Се учеше на нив, другарки, нормално. веќе почнав да вежбам и да експериментирам на нив. Нажалост, ги оставив нив
ги осакатив на некој начин, не научија сами да се шминкаат, но затоа ете, јас ги шминкам секогаш и така станав да кажам професионалец. Убаво, колку би сакала да си имам вака еден дадар по дома за да може да ме шминка, да речеме. Сестра ми не би го кажала тоа, бидејќи она само 3-4 пати во животот си има нашминкано, така да не е тип кој што сака многу да се шминка и често пати викаат блазесте, тебе братте ти е шминкер, дадар ти е шминкер, она ги гледа чудно, вика само 2 пати ме нашминкал до сега. Да, меѓутоа ајде, е природно убавина, не и треба шминка. Така. А секако беше тука секогаш да вежбам на неизе и знаев често пати да ја променам и да ја кажам ајде излезе се надвор, оде задзвони на врата и мајка ми татко ми ќе отворат врата, викат која жена во 11-12 ноќ што ни звони, не може да се препознаат ќерката и така, некои интересни Така, работи. јас имав едно преубаво искуство со тебе на почетокот на мојата кариера. Ти беше еден од првите мејкап артисти кои што ме шминкаше и морам да признаам дека беше навистина прекрасно искуство и ти благодарам за тоа. Мене ми е навистина драго и баш денеска се потсетив на тие почетоци да кажам. И имав таа чест да те шминкам, ти си убаво лице и денес имаш преубаво лице и може да се експериментира на тебе, така да посебно во тоа време многу ми значило што се ми е дала и довербата. Апсолутно, ти благодарам. Сега, често сме свидоци на постоење на многу артисти. Значи, сега артисти кога кажувам, зборувам нели за креатурите и за шминкерите и така натаму. Кој знае, кој не знае. Кој е само извикан, кој никнал од нигде никаде и така натаму. Меѓутоа, според вас, што е тоа што еден моден креатор го прави да биде посебен, уникатен и добар? И како ние, обичните смртници, можеме да го препознаеме тоа со оглед на тоа дека нели слушаш дека е некој мејкап артист, сакаш да отидеш само да се нашминкаш, меѓутоа не излегува така како што треба, или пак да се облечеш во некој квалитетно парче, гардероба и така натаму. Според вас, кои квалитети треба да се поседуваат за да бидете еве вака успешни како што сте и вие? Јас би тргнала еве од моето искуство. Професорке, професорке ве молам. Би започнала со јас сум тип на дизајнер кој што поминал буквално сите можни процеси во аспект на тоа што се нарекува моден дизајнер. И можам да кажам дека клиентите си се препознаваат со тоа на кој што ја дале довербата, најверојатно во однос на стилот. Нормално е дека треба да го владеете тоа што го работите и да знаете што нудите. Кога станува збор, јас на пример работам многу често со во случајот и Дадар е така, со клиенти. Тука веќе имате компромис. Ако станува збор за идеја, тука веќе има договор. Кога станува збор за презентација на својата работа, еве во случајот кај мене преку Реви, тогаш веќе мора да имате приказна. И мислам дека денеска во денешно време на пазарот има толку многу работи, како што рековте, апсолутно, наезда има буквално на и најбитно од се мислам е приказната што ја продавате. И секако таа приказна да биде издржана во позадина. Квалитетна. Мојот адут ни сите овие години било квалитетен производ. Да, уметноста е тука, идејата е тука, меѓутоа поддржана со квалитет и мислам дека тоа луѓето го препознаваат. И самите клиенти се селектираат, нели, во однос на возраст, стилови, секој си се наоѓа својата приказна. И тоа е легитимно право на секој клиент да си проба да отиде и на друг шминкер и друг фризер. Така да, како велат, секоја роба има свој купец, сите ќе се пронајдат и добро е што има избор, бидејќи конкуренцијата, ако нема конкуренција, ќе нема прогресија, не можеме да одиме напред. Така да, јас навистина се радувам што има конкуренција и што едноставно се движат работите напред. Маркетингот е одлична алатка, нели? Меѓутоа, како што кажа Олгица, е важен производот или продуктот или со што работите, да, точно. И колку се квалитетни тие материјали и самото доживување кое што го добиваат клиентот кога ќе дојдат, нели,
како ќе го пречекате, Точно. како ќе се однесувате со него. Јас гледам секој мој клиент, сакам да биде да се Испочитуван. чувствува испочитуван и да се чувствува како звезда, без разлика тоа дали е невеста, дали е пејачка, дали е најобичен човек што оди, не знам, на некое снимање, фотографирање, независно. Јас кога почнував немаше социјални медиуми и најголема реклама беше устната реклама, тоа се Така. вика терминолошки во маркетингот геометриска прогресија. И така и дознаваа луѓето за мене. Зашто? Затоа што невестата играла цел ден, се потела, шминката и останала. Така е, не Нели? мрдната. За разлика за оние кои што не биле нели Точно, нашминкани точно. професионално. Така да од една страна окей, меѓутоа од друга страна доколку некој не го види и почувствува тоа или не добиете препорака, сепак не може да се создаде доверба помеѓу клиентот и услугодавателот во случајот. Така е, добро, човек Сепак работиме ова е уживање за луѓето кај мене и кај тебе што доаѓаат. Тоа сакав да кажам, кога Не е човек нешто ужива во тоа да. што го работи, тој се препознава. Така е. Еднака И кај клиентот и мора да има филтер и секако да има соодветни обуки. Еве баш ќе искористам оваа прилика да кажам нешто интересно и ново Секако. во твојата емисија, така се погодини ли. Сега при крај на месец јануари започнува Академијата за шминка и така ќе извадиме уште нови кадри. Тоа е намената Да ми Академијата. јас за да научам вака, да се шминкам. Секако може, мада ти си веќе усовршена, сакала или не си морала да научиш. Да, да. А што се однесува до млади кадри, па и не така млади, има луѓе кои што, не знам, цел живот работеле во банка и сега сака да ја променат професијата, така да не е неопходен само талентот, него е неопходна желбата. И желбата. Да, талентот е многу мал процент, меѓутоа желбата Како велам, и љубовта, 99% труд, 1% талент. труд, учење и надоградување, така да едве навистина сум возбуден што Одлично, од кога сега започнува? при крај на месецот ќе објавиме Ќе биде- наскоро, да, ќе ќе има почнеме со информација. кампањата, малце или да се одмориме сите од предновогодишните Така и е. новогодишните празници и секако тоа ќе биде наменето за луѓе кои што веќе имаат некаква основа за шминката, но и за луѓе кои што првпат се сретнуваат со ова и сакаат да се насочат кон таа професија. А да се исто да се надоврзам на тоа Олгица што го кажа, ние работиме директно со луѓето, сите работиме за пари, секако, нели без пари не можеме да Апсолутно, живееме тоа е- и да тоа е- функционираме, но кога клиентот е задоволен, и тоа ќе го видите на нивното лице, тоа мислам Нема дека победно. Ете го Чувство, фидбекот, така е. ете го тоа не фидбекот. се сега плаќа да со видите. пари. Со ниедна реклама и ниедни пари тоа Јас се не може да служувам. се добие. Се служувам. А и верувате, мислам, еве, ние, обичните луѓе, кога ќе кажам, кога ќе дојдеме кај вас, едноставно си одвоил време Време за себе. за себе. Да, Сакаш така да го изгледаш сваќаат убаво, многу. да, сакаш Како да- еден тип медитација, Така. уживање, Да си љубов кон приуштиш себе. и кога ќе добиете од ваша страна, кога ќе добиеш убав фидбек, што би се рекло, А или убав препознава. третман, тогаш секако дека повторно ќе дојдам таму, затоа што сакам да се чувствувам убаво. Така. Сега, веќе ве прашав, Олгица, тебе те прашав дали повеќе уживаш во самиот процес на работа или во финалниот продукт. Дадар, како е кај тебе ситуацијата? Дали додека го работиш Исто, ја сето мене тоа често или пати финалниот продукт? често пати ме прашуваат дали медитирам, бидејќи така по природа знам да бидам доста смирен. Меѓутоа јас сватив со тек на време дека мојата работа е медитација за мене. Така да дефинитивно уживам во самиот процес, а крајниот резултат е како награда некоја. Така. И сега, што правите во ситуации кога не можете да се договорите со клиентот, односно излегува од некои ваши рамки на естетика, од некои ваши рамки на нешто што сте вие, на нешто што нели кога ќе излезе надвор ќе рече дар ме нашминка или оле ме облече и слично. Што правите во ситуации кога тоа не е ваш стил? И дали сте биле воопшто во такви Да, ситуации? јас на почетокот сум била, кога започнав, нормално ова работа е исто како доктор. Треба да стекнат доверба луѓето кај вас, за да може да ви се препуштат и да ви веруваат во тоа што го правите. И на почетокот, затоа што почнав релативно млада, луѓето слушнале препорака, ќе дојдат и кога ќе ме видат релативно млада, вие сте Олгица. Прво имав таква реакција. Да, На младата асистентка. Вие ќе ме облечете?
Како? И во тие моменти, како што рече Дадар, можеби и јас сум еден тип на човек кој што е малку посмирен и имав трпение да го поминам тој процес, за да дојдам до момент кога веќе природно веруваат. На почетокот се соочував со ситуации кај што почесто е тоа кај помладите генерации, кај што имаше, например, отпор или доаѓаат строго со зацртани цели, неотворени за компромис. Тогаш да, меѓутоа можеби не толку колку што сега. Сега веќе мислам дека немам ни потреба, затоа што толку некако чувствуваат луѓето дека можат слободно да ти имаат доверба. Секако дека кога работите со луѓе мора да има компромис, има некоја појдовна точка, меѓутоа во голем дел веќе препуштаат, оставаат на мене комплетно. Да, јас тоа им го кажувам и на мојот тим, на вработените и соработниците. Многу е важно да се послуша клиентот што сака. Така. Значи не сме ние богови, не знаеме ние се. И јас исто често пати ќе научам од клиентите многу работи и ден денеска учам, тоа е многу нормално. И можеби ќе ви покажат еден поразличен начин на гледање на работите. И тоа е сосема окей, сите треба да се развиваме и да растеме заедно со клиентите. Така да, јас секако дека како професионалец кој што работам повеќе од 23 години, знам многу повеќе за шминката од нив, меѓутоа тие се знаат најдобро себе си и знаат што сакат и што не сакат. И тоа е сосема во ред. Значи не смееме да бидеме суетни или по моје или по ничие. Баш напротив, како и на почетокот што кажав, многу е важен компромис. Сега, годините и искуството си го прават своето и секако дека кај мене доаѓаат луѓе кои што ајде да не кажам слепо ми веруваат, но ми веруваат многу и тие седнуваат на стол и не се отворени раце, не се секираат што и како ќе излезе. Така да, нашата работа е многу интересна. Жената како жена е навистина многу интересна, бидејќи жената... Со Ола ќе потврдиме. Полесно жените ќе му простат на доктора ако направи, не дај Боже, некаква оперативна грешка, отколку на шминкерот или фризерот, да не биде тоа. Така да тоа е еден феномен кој што навистина ме интересува. Ти се случило вака некој со слика да ти дојде, сакам вака да изгледа. Да, дефинитивно, меѓутоа мора веднаш да се преземиме на земја и да бидеме реални и да знаат дека ниту јас сум пластичен хирург, ниту тие имаат такви очи како на сликата и е секогаш најважно за мене да го извадам максимумот од моделот, од клиентот кој што седи пред мене. Не да ја правам да личи на некого, него да биде најдобрата верзија од себе. Така е. Двајцата имате студија, Gorgeous, Студио Дадар. До каде сте со не знам, новитетите кои што нели секојдневно не бомбардираат со оглед на тоа дека ако сакате да сте ин, ако сакате да сте актуелни, мора некако да се пратат и оние модни трендови, да се прати целата модна индустрија или пак шминка и така натаму. Колку сте задоволни од тоа како ви функционира студијата? Па, јас сум секако благодарна и задоволна на се ова што ни сите овие години сум го направила, искусила. Новитети има доста. Јас еден период малку направив една кратка пауза и сега веќе некако, многу паметен потек, затоа што долг период бев вака во акција цело време и тој период така извади една сосема поинаква креативност од моја страна. Во моментот веќе имам подготвено колекција и ташни, затоа што не спомнавме, меѓутоа имам и линија на ташни и нова колекција која што планирам да ја презентирам на пролет. Паралелно работам нов проект во Романија, костимографија за балетска представа за романската опера и балет. Предходниот Браво. Јас одамна верувам ќе те прекинам во Оля и она ме беше... Се радувам на успесите ваши. Сакал да ги поддржувам македонските креатори и воопшто луѓето кои што се занимаваат со било каква, сум сакал да бидам поддршка. Дури јас кога водев емисија на еден ексклузив, Оле беше... Да, точно, се сеќавам сега дека... Исто меѓу првите интервју, мислам дека ти беше кај мене. И имаше дури модна ревија во мојата емисија. Така да,
ако е таа толку вака фина и мила, Испод мира 300 лира, како да Јас сум кажа? само Не за тоа, не реална за и 300 Шалам се, шалам, Точно, меѓутоа, него во креативна таа е смисла на толку зборот. талентирана Да, и толку да. е почитувана и надвор и често пати патува за има проекти надвор и ми е навистина драго што си го гази убаво патот. Искрено, да, искрено кога Она е многу читав скромна за тебе на Не мислам дека сум скромна, туку напротив сум Си, многу јас ти кажувам, дека освестена си особа, премногу. си ја сакам работата, си ја работам професионално. Не знам како да кажем, немам потреба дека Ако е треба... лабо- За мене, Хороскоп, не, нeke можам да фама го да кажам прави тоа од себе. за двајцата вас, бидејќи сте навистина големи во вашите професии. Ова навистина го мислам и од срце ви го кажувам и сте многу успешни. А од друга страна сте многу скромни, сте многу пријатни и претпоставувам дека можеби и тука е една од тајните на успехот заради тоа што Да. кога си Достапен. надмен, кога си достапен, присен, како се вели тоа. Како што би рекле Така. Ете, старите. така. Мора да бидете достапни, Така е. пристапни, да цврсто да газите на земја, бидејќи, како викаат, како крокодилите не остануваат најдобрите и најупорните, туку Туку оние кои најприспособливите. што Така знаат е, да се адаптираат на Така е. дадената ситуација. Така. Ајде, и се извинувам исто многу вака во однос на тоа, да речеме, доаѓаат и нови генерации. Може би малку повеќе треба ние како уметници да си се почитуваме и да си ја вреднуваме работата. Јас тоа Апсолутно се искуство служува. најмногу го осетив кога отидов во Австрија да работам пред последната моја костимографија. Колку ние сме подковани, колку сме многу спремни и некако, еве, доаѓа сведува на тоа, многу сме скромни, можеби од што знаеме дека ние секојдневие, дека сме научени многу работи во исто време да работиме, меѓутоа мислам дека можеби е доста од таа некоја скромност која што имаме и малку повеќе да си го почитуваме тоа, затоа што стварно има многу талентирани луѓе и треба да ги вреднуваме. Апсолутно Затоа се што служувам, сме да. можеби најголемите и најдобрите амбасадори Ќе на... поразговараме на таа тема во однос на тоа како е да се соработува и со некакви мегазвезди. Но ајде да направиме една мала кратка пауза со еден ваш избор на песни. Ќе почнеме од Олаја. Може. Колку што знам, вчера додека се договаравме која песна, како песна, која да одбиреме, рековме дека ја поддржуваме македонската музика. Сметам дека треба да ја поддржиме македонската музика. Повторно ќе кажам, особено со оглед на онаа наезда на гости од надвор, немам ништо против, но сметам дека македонската музика има што да понуди и што да се слушне. Оле, кој е твојот избор? Јас се одлучив за Калиопи, иако ми беше, како што рековме, многу тешко да одберам, затоа што имаме многу убава музика и немав многу време за одлучување, така да од кога излезе тој албум на Калиопи, ми се допаѓаат скоро сите песни и одлучив. Ама ете, одлична да номера одбран. Морам да одлучив признам таа дека и мене и многу ми така. се свиѓа. Режија, дали може да ја Спонтан избор. слушнеме ти на Калиопи? Ти си мој свет, цел во боја. Ми требаш ко воздух чист. Ти си ми се што јас толку го чекам. Да ме овене мојва душа ко жолт лист. Без тебе се сите нови долги. Кога те нема и сама сум. Со тебе и ноќите прекратко траат со немир во душа. Дали поќе си тука, штом се раздени? Ти си мој свет, цел во боја. Ми требаш ко воздух чист.
Истината некогаш знае да боли, но никогаш, никогаш за нас. Без тебе се сите денови долги, кога те нема и сама сум. Со тебе и ноќите прекратко траат со немир во душа. Дали пак ќе си тука, штом се раздени? Без тебе се сите денови долги, кога те нема и сама сум. Со тебе и ноќите прекратко траат со немир во душа. Дали пак ќе си тука, штом се раздени? Ете, супер, благодарение на Ола ние си ја слушнавме и Калиопи со ти, навистина прекрасна numera, мора да признам, како ти текнала да ти е, затоа што ми е едно од омилените. Спонтано, така е. Тука мора да го вклучиме и нашиот диџеј Брик, кој што секогаш ни се вклучува со одредени прашања. Па вака, додека сме меѓу номерата на Оле и номерата на Дадар, кажи ми, односно, што имаш да им поставиш прашање? Па јас би ги прашал, бидејќи се бават со креативна работа, нели? Дали ја вклучуваат музиката тука и каков тип на музика преферираат додека работат? Браво. Да, секако дека да. Не секогаш, не цело време, кога ми е потребно мене лично концентрација во текот на денот за работа, тогаш се исклучувам скроз, меѓутоа многу често да, а пошто сум уметник, вака отворена, со отворен поглед на свет, немам, буквално слушам се што е убаво. Не се врзувам. Како се чувствувам, тргнувам пред се од тоа и таква и музика преферирам. Да, и јас најчесто немам ограничувања, освен некој, ајде да кажам, сега да не напаѓам стил на музика правец, меѓутоа си сакам македонската музика, сакам хип-хоп, сакам балади, многу сакам, така да не сум да кажам ограничен само на еден стил, на еден правец. Меѓутоа многу интересно кај мене што сум го приметила и моите колеги ми го има да поменато, па и клиентите, дека ако е брз ритмот на музиката, ја брзо и шминкам работа. Ако е споро, може да заглавиме малце. Така да гледам да е малку побрза музиката за нели да не доцнат Намерно некоја невеста. колегите ти пуштаат некоја брза музика и да не знаеш. Ако гледа дека сум спор, малце обрзуваат ритмот, некоја невеста да не задоцни. Така да, ете интересен факт за музиката. Супер, одлично прашање, дали има уште некој или тоа е тоа? И честитки за специализацијата. Ви благодарам, ви Честитки, благодарам. браво. Реков се, ја ќе има каде да ги поправаме забите. Да. Да, музиката е, барем кога сум јас во прашање, без разлика што и да правам, музиката е навистина еден голем дел од мојот живот. Обично станувам, се будам со музика, сакам, слушам во кола секогаш музика, дури кога нели се тушираш, се бањаш, си пуштам музика. Некако како да ми е, да, ми влијае. Сакам на почетокот на денот некоја така малку поенергична за да се подигнам, да. Музиката има магија исто како кога читате некоја интересна книга, знаете го подобри расположението, музиката дефинитивно. Ја обично кога патувам пуштам музика. Како не? А вака на кратки релации кога се возам само Радио некој си оди, така. А некогаш и знам да не го ни уклучам. Сега и Дадар има избор на numera, односно некако убаво е да ја пуштиме таа numera, бидејќи те има тебе во видеозаписот на Владо Јаневски. Како се викаше песната? Пака песната се вика Ако не те сакам. Ако не те сакам, многу преубава песна. Убава песна, преубав текст. Нашиот добро докажан Владо Јаневски.
И морам да признам дека оваа песна вчера кога ме праша Елена, јас во паника некако на брзина ја кажав неизе како спот кој што би го дале, како еден одбрмен механизам, мислејки дека ќе ме терате да пеам. И ја веднаш сум спремен за тоа и велам пуштете го спотот во кој што ја учествувам, само да не да пеам. пеам. Значи тоа беше условот на Дадар, ве молам се ќе правам само да не пеам. Така да сепак е преубава баладата ќе ја Преубава, слушнеме. не, преубава номера. Режија може веднаш да ја слушнеме. Сегде околу нас љубов ефтина, со рака просјачка и мантил искинат, но мојата ке трае се дури сум жив. Твоето име дае мој последен здив. Ако не те сакам, зошто ми е мака, кога ноќ ке падне и ке ми помине без тебе. Ако не ми требаш, тогаш што ми прави, кога ке ме гушнеш, светла топлина во гради. Ако не те сакам, зошто боли вака, секој Божи ден, што ке ми помине без тебе. Ако не ми требаш, зошто суша, ти ми оставаш во душа, кога и да одете си сите, сакам да сум сам. Не би ме разбрале, ни да ви објаснам. Ве имам како своји, но ми фали едно лице, сокриено во мојто непродирно срце. Ако не те сакам, зошто ми е мака, кога ноќ ќе падне и ќе ми помине без тебе. Ако не ми требаш, тогаш што ми прави, кога ќе ме гушнеш, светла топлина во гради. Ако не те сакам, зошто боли вака, секој Божи ден, што ке ми помине без тебе. Ако не ми требаш, зошто суша, ти ми оставаш во душа, кога и да заминеш. Ако не те сакам, зошто ми е мака, кога ноќ ќе падне и ќе ми помине без тебе. Ако не ми требаш, што ми прави, светла топлина во гради, кога ќе ме прегрнеш. Секој Божји ден, што ке ми помине без тебе. Ако не ми требаш, што ми прави, светла топлина во гради, кога ке ме прегрнеш. Ако не те сакам. Да, одлично го видовме и го слушнавме Владо Јаневски со Ако не те сакам. Преди потоа. Зошто боли 20 вака? годишна временска 20 години. Да. Прилика, да. Буквално си дете на спотов. Да, без брада. Без брада.
Ама брада многу добро ти стои. Фала ти. Еве, и Брик некако му ја снима брадата, викам што се случи како бебе си Ама денес. затоа е толку свеж денеска. Свеж, нешто не можам да го препознам. Со убави луѓе и со убав разговор секогаш брзо ми завршува емисијата. Меѓутоа пред да завршиме секогаш доаѓа на неопходно прашање, кој е фидбекот од вашата работа и од она што го добивате, што го работите, што го живеете на крајот на криштата. Може било кој од вас. Ајде, да, овој Сега пат. на крај. Сега. Да, професорката ќе остави. Постар, колку дена сум постара тебе? Ти беше на Ти си почеток? први. Да, јас сум 19. Лавови со овен. Да. Значи, крај. Огни. Одлично. Три огни. Три огни. Три огна. Да. Фидбекот што е? Па, прво, исполнување на она внатре, кој што верувам дека секој уметник го има, реализација на своите соништа. Конкретно јас верувам и Оле, па и ти, конкретно јас себе сум патувал на места кои што не би замислил дека би стигнал Така е. таму, па не па да држам и мастер клас таму и да обучувам други луѓе и слично. Фидбекот секако, како што кажав и претходно, е радоста во очите, која што ја добиваме од клиентите, без разлика за каков тип на клиент станува збор. Секако запознавањето на луѓе, и светски звезди, и регионални звезди, македонски звезди, но и луѓе од обичаниот, секојдневниот живот, кои што знаат често пати мене да ми дадат инспирација и да ми го подарат и тие нивното време, и јас моето, и да изведеме нешто заеднички убаво, кое што ако ништо друго ќе остане на фотографија и ќе остане Така, во јас гледам спомен. Северина е веќе и твоја добра пријателка, постојано постира слики кога ќе дојде овде во Македонија со тебе и навистина ми е драго што ти си изборот кога ќе дојдат звездите овде. Ола? Многу убаво Дадар се тоа го раскажа. Го склопи. Потполно се согласувам со се што кажа и на крајот во една микроверзија би рекла дека можеби фидбекот е тоа внатрешно чувство што го добиваме од се тоа што правиме и се тоа што се случува и тоа што клиентите како енергија ќе ни го вратат, што ќе се вратат по неколку пати, значи што ќе доаѓаат со години. Тоа ни е нас Што се душа задоволни, духовна Се храна. е тоа за задоволни, нас. се случувало некогаш од полуматуранти, матуранти до невести да ги Исто. да дојдат, значи тоа е огромен период на доверба. Кај мене на- плюс сега и ги носат керките, полуматурантки и матурантки, Така. пошто малце Е, подолго работам значи, веројатно. нормално, склопено Така да со и тоа е голем генерација. комплимент Тоа е и успехот, чест. тоа е успехот. Довербата да ми ја... Многу пријателства, многу убави луѓе. Јас претежно мојата работа, па и кај тебе со жени претежно. Да, така да интересно е, многу е интересен цел тој процес и мислам дека уживањето е нај Супер. Јас вака сакам да се седнам меѓу вас пред да се одјавиме. Да си направиме едно селфи. Вака да ви Фала ти честитаме. многу, ти си прекрасна, Да ве како гушнам. благодариме. како Фала што ми беше, многу. така и си. Да. Само напред, многу интересна емисијата и екипата, како што кажа пред малку, и малку поразлична и само напред. Благодарам. Успеси и убави Благодарам за предизвици. вакви прекрасни Да. луѓе. Навистина е големо задоволството. Ви благодарам и на вас што бивте дел од фидбек. Се гледаме следната сабота во 19:15. Чао. And I couldn't believe this. I swear, I stared. My niece, my witness. The brother had it going on with something kinda wicked, wicked. Had to kick it. I'm not shy, so I asked for the digits. I hope no.